Северна Македонија и Албанија сметаат дека е неопходно смирување на тензиите и инсистирање на добрососедски односи во регионот. Димитар Ковачевски и Еди Рама очекуваат дека Белград и Приштина ќе се вратат на диалогот прекинат по случувањата на северот на Косово. Потребни се храбри, тешки, но државнички одлуки, порача македонскиот премиер, кој како домаќин на шефот на албанската влада денеска во Скопје, за пример го наведе искуството на земјава. Северна Македонија и каде сме ние денес е конкретен пример за тоа како преку диалог, државничко однесување и носење на не секогаш лесни одлуки, би рекол и тешки одлуки и храбри одлуки се прават огромни разлики за многу кратко време. Од заробена држава станавме земја членка на НАТО, станавме држава која што отпочна преговори со Европската Унија со свој заштитен идентитет, јазик, култура и која што земја од корисник на мировни мисии денес е домаќин и го споделува своето искуство за надминување на предизвици по пат на диалог со соседните држави кои што помеѓу себе имаат отворени прашања. Токму затоа во оваа прилика како непосреден сосед на Косово и на Србија повикуваме на деескалација на состојбите и спроведување на меѓународно преземените обврски помеѓу двете страни, односно на имплементација на договорот кој Србија и Косово го постигнаа на 27 февруари во Брисел и договорот кој што го постигнаа во Охрид за патот кон нормализација на односите. Знам дека тоа е исто така процес кој што вклучува одлуки во двете соседни држави, меѓутоа политичарите секаде имаат обврска да се однесуваат државнички и храбро. Еди Рама, кому албански политички кругови, но и дел од јавноста му забележуваат дека во оваа ситуација не застанал на страната на Косово, не сакаше во детали да зборува за состојбата меѓу Белград и Приштина, но беше јасен кој е патот што треба да го одат косовските власти. Нема попогрешен пат од тој да се закотвиме во минатото, а уште полошо меѓу себе да се обвинуваме кој е поголем патриот. Вистински патриот е тој што ја сака својата земја и никому не му посакува зло. И Приштина е дел од регионалната турнеја на Рама, но косовскиот премиер Албин Курти изјави дека не сака да се види со албанскиот премиер. Имам надеж дека кога ќе ја посетам Приштина, Албин Курти нема да го заборави правилото дека на кој било што ти доаѓа дома, вратата му се отвора. Забрането да го исфрлиш од дома се додека не завршил со зборот. Освен за регионалната стабилност, двајцата премиери разговарали за соработката, за јакнувањето на трговската размена, иницијативите Берлински процес и Отворен Балкан. Немаат дилеми дека двете земји покрај тешките реформи и пречките не треба да отстапат од евроинтеграциите. Северна Македонија на тој пат има уште една крупна задача – уставни измени. Јас верувам дека нашето собрание ќе е на ниво на задачата и дека конечно ќе можеме со забрзан чекор да го продолжиме нашиот пат во европските интеграции и да се придружиме кон европското семејство. Знам дека нема да биде лесно, постојат различни интереси, постојат различни калкулации кај сите политички партии, дел од нив гледаат на интересот на државата, меѓутоа за жал дел од политичките лидери гледаат единствено на својот политички интерес и на својот политички рейтинг, но треба да се донесе одлука која што ќе биде храбра и која што ќе ја паметат идните генерации. Таа одлука зависи од гласовите на опозицијата, која засега не покажува знаци на поместување од својата одлука дека уставни измени овој собраниски состав нема да носи. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.